Креативност во големи размери, напорна работа и талент – ова се основните особини кои ја карактеризираат младата Ана Андонова од Тетово. Уште од малечка плива во уметничките води. Го искусила театарот и балетот како уметност, а сега нејзина најголема пасија се краткометражните филмови. Интересните приказни испреплетени со невообичаени ликови и уникатниот пристап се нејзина лична нишка во делата кои ги создава. Таа е човек за се, режисер, сценарист, монтажер. Нејзините бројни идеи речиси секогаш наидуваат на плодна реализација. Како започнува приказната на Ана? Пред да почнам да се интересирам за филмот, да правам филмови, бев дел од летечката театарска трупа на Владимир Јовановски и Зоран Јовановски и оттаму се запознав со глумата, со како тоа може од едно дело да се направи нешто друго како што е театар, а подоцна сакав да направам и филм. И со моите пријатели, кои што исто така се актери од летечката театарска трупа, го снимивме првиот краткометражен филм Грашок во 2014 година и тоа ни беше нешто кое што сакавме да го направиме за да не помине времето на лето, но подоцна ми отвори нови интереси и сакав посериозно да почнам да се занимавам со снимање филмови и затоа продолжив да правам уште краткометражни филмови и исто така во тој смер го продолжив и образованието, на тоа што се запишав на мултимедија во универзитетот во Скопје. Пред да почнам да се занимавам со филм, како мала сум одела на театар, на балет, сум учела да свирам и клавир и сето тоа ми помогнало понатаму во моите филмски активности, затоа што, например, многу често сакам и фотографиите што ги работам и филмовите да ми се со балетска тематика, како што беше последниот филм што го направивме со Наташа Оклевска-Момировска, во кој што она многу ми помогна од балетски аспект и она беше секако и главната улога и јас бев многу задоволна од тоа дело. Тоа не е само филм, тоа е и како балетски спот.
Јас фотографирам од кога паметам за себе, но решив посериозно да се занимавам со фотографија, да изучувам фотографијата, некаде тоа беше многу краток период пред првиот филм да го направам, затоа што тоа исто така поврзано и со љубовта кон театарот, затоа што сакав нешто да направам што е игра пред камера. Затоа со самото разбирање на фотографија многу помага во изработка на филмот. Како треба да изгледа кадрот, така исто се планира и за фотографија. За фотографија некогаш треба во моментот да си подготвен за нешто да доловиш, исто така и за филм. Треба во секакви услови да можеш да направиш нешто што би било убаво за гледање и што може подоцна да се направи подобро уште во постпродукција. Сега студирам мултимедија во ФОН, но и пред тоа сум имала добри учители за фотографија и за филм. Највеќе научив од Зоран Андонов, мојот татко, и Драги Неделчевски. За глума исто многу ме научи Владимир Јовановски, кога сум одела во театар. За фотографија најчесто, ако треба да смислам фотографија со концепт, прво нешто на памет ми доаѓа Валерина. А за филм, не снимам филм за да морам да снимам филм, туку ако ми дојде некоја идеја. И ако ми текне на некоја приказна, само тогаш снимам филм. Никогаш не се сревам кога тоа да морам да снимам некој филм и да морам да измислам нешто со сила. До сега имам снимено 5 краткометражни филмови, од кои што 6-тиот допрва чека своја премиера, тоа е филмот Малечка. А исто така имам работено на десетици други
кратки филмови кои што ми биле студентски вежби. До сега имам учествувано на Државниот фестивал за непрофесионален филм во Македонија и таму имам освоено неколку награди. А исто така ми имаат учествувано на фестивали во другите земји од светот и некогаш и таму имам освојувано награди. Најуспешен ми бил филмот Секунда до вечноста, кој што го сними во 2017 година. Филмот Секунда до вечноста исто така има балетска тематика, во која што главната улога е балерината Мартина Стериоска и се работи за како балерината или било кој човек не треба да потпадне под своите неуспеси, туку да работи покрај грешките што ги има и покрај неуспеси.
До сега сум имала голема среќа да познавам многу актери, кои што се сепак театарски актери, аматери од летачката театарска трупа, но исто така ми е интересно да работам со луѓе кои што никогаш не глумеле ни во театар, ни на филм, а тоа што мислам дека во нив има нешто посебно што може да се извлече. Секако најдраг филм од сите ми е првиот филм, Грашок, иако не е ни блиску до совршен, мене ми е најдраг затоа што е прв филм, не сме знаеле ни точно зошто го правиме и беше со можеби најголема љубов правен. Филм кој што исто така многу го сакам и многу ми значи, се гледа по тоа колку беше тешко да се направи, последниот филм Малечка, затоа што тој беше малце поголем филм и ќе трае подолго, околу 25 минути. И многу голем труд вложи од моја страна, исто и од екипата и мислам дека ќе се исплати сиот тој напор. Покрај режија, исто така се занимавам со едитирање, со монтажа на филмови и тоа ми е исто така голема љубов и тоа што моментално го студирам и сакам понатаму исто така да моментално учам и анимација и сакам понатаму повеќе да се фокусирам на тоа. Сега за сега имам студентски вежби кои што се направени со анимација, но ништо немам направено посериозно, но понатаму дефинитивно ќе обрнам внимание на тоа. Како што кажав, до сега филмовите ги снимам ако имам некоја идеја, но некогаш снимање на филм е и потреба. Како што обично уметникот некогаш има потреба да направи нешто, некогаш мора да направи некое дело. Например, Малечка ми беше потреба. Сакав нешто да снимам што ќе биде поголемо и што ќе биде нако како што сакав да се потрудам да испадне буквално колку што можам, онака како што сум го замислила, да видам кои ми се моите лимити на тоа што можам да направам како аматер. После студиите сакам да исто така да продолжам да монтирам, сакам исто да работам и на анимација и мислам дека тоа е нешто на кое што целосно би сакала да се фокусирам.
А снимањето на аматерски филмови секогаш мислам дека ќе ми остане хоби и да не се занимавам со тоа професионално. Филмот Малечка беше сниман лани лето и требаше да има промоција ова пролет, но поради настанатата ситуација премиерата се одложува веднаш кога ќе се олабават мерките и ќе биде безбедно за да направиме на голема промоција како што доликува на самиот филм. Подготовките за снимање на краток филм може да траат многу месеци, некогаш и година, а снимачките денови зависат од многу работи, од буџетот, од колкава е екипата, а постпродукција зависи исто така колку е големо делото и колку е комплицирано. Делата кои што сум ги работела до сега биле позитивно прифатени од моите пријатели, од општо од публиката. И исто така мене многу ми значат, мене ми даваат поддршка себе си за понатаму да учам од грешките и да правам нешто подобро следниот пат. Дури ако професионално некој не се занимава со снимање на филмови или со било каква уметност, тоа не значи дека не може тоа да се користи како хоби. И условите не треба никогаш да пречат, затоа што ако нема услови, треба да се создадат услови и финансиски, и за екипа, а за све другото може да се научи, нема пречки тоа, барем денес. Кај се шлаевте до сега? Се задржавме со другари. Па после еден дан школо. Ја од даскалот не мов да се одвоим, знаеш. Ајде. Шо има за јадење, Ело? Грашок. Ти бре, мамо, комат да направеше више еднаш. Вчера када не јадевмо манџа. Да дај Господен ден да ги трашите манџеве мој. Ајде, деца. Јадите дурима. Шо, мамо? Ќе нема? Кога ќе нема? И ја додорим. Ќе има, зашда нема. За вас, деца на оваја маса, свекојаш ќе има јадење. Мамо, ми отвараш апетит баш со ова. Ајде, кажите се, одвоивте со другарчињава. Току што ќе се одвојувате тие цело лето од двор ќе ми биде. Кои другари, бре, мамо. Само мие двајца и Мире и Милица од комшија не смо. Изгледа само уште нашего мало не го собрале. А кашо смо баксус, може сега на распуст да не земаме што дури да едмо школо. Какво земање? Чим до сега не собрале, нема да не зема. Вие, ако не мора да се секирате, не се секирајте. Вие живејте си го и уживајте си го животот. Само едно знаем, дека сакам да знаем кај сте. Не се шлајте многу, за да бидем сигурна. Какво шлаење, бре, мамо? Еве да ти кажем да не се секираш кај смо. Ние после школа, секојаш со другарите седиме у двор и правиме муабет што вие големите би требало да зборите. На разделба плачемо ка бебиња.
Не знаемо кој ќе ни фали утре дента. И се молимо на Господ да се смилува, да не остае бар уште еден ден заедно. Или да се смилуе у исти логор да смо. Слушајте ме. Вие ни Л од логор нема да видите. Јас сум ви мајка и мора да знаете дека ниедна мајка не би сакала да му се случи ништо лошо на своето дете. И едно знаете и запамтите за секојаш. Со мене или без мене, вие мора да доживите и пубави времења од овие. Брзо, собирајте чиниите. Јазак, ви реков, ни појче ни помало. Прв распуст. Да се пикнемо шифонјер. Може, ајде. Премногу очигледно. Препунјер. Мамо! Од маса! Деца, чувајте се. Ве сакам многу. Господје ве тража. Ральф, прв да снима. Ќе води. Гладна си? Еве, земи. За тебе. Ни го давај го за нас го зедов. Чути, бре. Сама ја излеа. Да. Убаво, бар има туршија и ајвари по подрумиве. Сама си овде, дејче? Да, ама не одамна. Вие кај се тргнале? Па овде излеа. И ние сега дома ка бевмо, ни дојдоа германци да не зема. Ама ние побегнавмо и не зедоа. Само мајка ни и слугинката ги зедоа. Јас сум Миријам.
Овде сум, па не знам колку, ама 3 месеца сигурно. Пред 2 неделји бев и со родителите, ама дојдоа германци и нив ги зедоја. Јадер бев скриен у шифонјер. О, јас сум Хана, а ова е брат ми Јаков. И стварно секај се тргнале? Па овде ќе останемо. Не бе овде. Нема јадење за свите овде. Мене мајка ми рече ја овде да останем, дури има заедења, кај ќе нема да тражим друго место. Ама немаем више ајвар и туршија да јадем, месо ми се јаде. А грашак би јала сеја? Грашак. Аман бе, Јаков, осет немаш. Епа... Ај ние отиднавме. Да најдемо некој место, дури не се стамнило. Овде останете, ќе има јадење за свите, а кај ќе нема ќе тражимо заедно друго место. Ја не верувам дека ќе најдемо место побо од ова. Ти изеди си ја се теглава, а нас би требало ручекот да не држи. Јаков, од вода нема да озре. Да отидевме негде по дворове, некој тревче да најдеме. Ама кај има тревке овде? На шапка да се качим, сакаш? Аман бе, Јаков, има места напуштени, луѓе кај што живеле, магазини. Можда ќе најдемо нешто. Леп макар да и дадемо. Све туршиеве ги исповрати. Па ти не гледаш ли какво е надвор? Престана ја да пукаа некојаш? Ја не ти излагам. Еве сеја престана ја да пукаа. Аман бе, Јаков, попушти више свинајтот еднаш. Животот ти упрашање. А мојот живот? И за него да се запрашаш кога ќе излезем. Ќе слезеш? Да, само не си моли. Хана, шо ти е? Ама ќе се премислим, Хана. Ама ќе се вратим, Бог да чува. Молим, не ме земај. Брат ми треба да дојде. Ве молим, не ме земајте. Брат ми да дојде. Ве молим. Абе, хајде, не се брукај. Со нас ќе добаре. Хајде ја земемо.
Okay, Kinder, es wird alles gut. Keine Angst, ja? Сакате грашок?